Мислам дека прекрасно е чувството, среќен сум што сум дома. Мислам дека одиграм еден комплетно машки надпревар, неизвесен до самиот кран против европскиот првак. Задоволни сме, ова е прва година во најаките групи на клубот НАНТ во Лигата на шампионите. Ова ни е и први пораз од кога сме почнати со ова сезона, така да све на све задоволни. Два пати имавте стигнавте до негативот 1 гол, што недостасуваше на... Добро, овакви надпревари одлучуваат моменти, секунди и мислам дека треба да бидеш присебен во последните 10 до 15 минути, тога се одлучуваат вакви надпревари кои играат големи екипи. Мислам дека Варда беше поприсебен и ајде, да не кажам, али мислам дека е заслужена победа. Оваа сезона имаш поинаку улога во тимот. Што може да очекуваме понатаму од работата? Па сега за сега нов сум во тимот, можда малце ми треба време да се навикнам, да се прилагодам на екипата, на системот, не играм малце во први момент, малце имам проблеми со францускиот јазик, кој интензивно го изучувам, но сигурен сум и дека како ќе поминува времето, ќе добивам све поголема минутажа и ќе покажувам квалитети на терен. Кои се амбициите што почнавте сезона, кои се амбициите на НАНТ? Па тешко е да се каже, стварно, мислам да не треба да се оди многу предалеку, треба да се оди чекор па чепар, сепак ние сме нови во ова елитно надпреварување, покажавме дека можеме против сите, победивме големи противници за време на припремниот период од типот на Веспрем, на Берлин, Монпелие, Пари Сен-Жермен и така натаму, и можеме да се носиме со сите. Многу ќе зависи, имаме многу тешки надпревари, француското правенство исто е тешко, среда, сабота до крај на декември имаме после европско правенство и потоа до крај на јуни. Значи стварно еден ритам каде што треба да се има и спортска среќа и да се избегнат повреди. Значи ќе има многу надпревари за играње и се надевам дека ќе продолжиме во ист ритам и ќе прикажуваме квалитетни надпревари.